Ево е официјалниот почеток на информативната емисија на Ирис телевизија и на почетокот пријатна вест. Поштена во употреба пешачката патека од населбата 8 ноември па до населбата Сењак. Со ова реката Брегалница добива целосна рекреативна зона. Наредната година ќе отпочне и третата фаза, односно асфалтирање на патеката од населбата Балканска па се до Старка Раурман. Со сечење на црвена лента од денес и официјално пуштена во употреба новата пешачка патека во коритото на река Брегалница. Досега се асфалтирани 3,7 километри, односно до штипската населба Сењак. Таа ќе биде шеталиште за штипјани, највеќе ќе добијат жителите на населбата 8 ноември, потоа на населбата Сењак и населбата Баби, но посебно ќе ги доближиме двете населби кои граничат со ова населба, а тоа е населбата Македонка, каде луѓето досега мораа да одат преку населбата Железничка за да стигнат во градот. Населбата Балканска исто така ќе добие многу затоа што ќе добијат и пристапна пешачка патека, значи за поскоро да стигнат до градот, побезбедна ќе биде. Ќе се направат и два моста. Тие веќе постојат, ние ќе ги прилагодиме за пешаци. Со изградбата на пешачката патека река Брегалница добива рекреативна зона. Наредната година ќе отпочне и третата фаза, односно ќе се асфалтира патеката од населбата Балканска до Старка Раурман. Во наредниот период на пешачката патека ќе биде поставена и урбана опрема. Оно осветлувањето ќе го направиме на малку подруг начин од она што е направено овие 2,5 км до Ново село, затоа што бевте сведоци на вандалско уништување на урбаната опрема, меѓу кои на уличното осветлување, така да сум убеден дека со ова ќе комплетираме патеката. Двата моста кои ќе бидат направени кај Балканска и Македонка ќе овозможат на вистина солиден пристап на жителите од овие населби и на жителите од Чадаклија. Перспективно се планира поврзување на Балканска и Чадаклија по нов пат до црквата Свети Илија, така да мислам дека тоа ќе биде комплетно заокружено. Изградбата на пешачката патека чини 200.000 евра. Јавното предпријатие ИСАР и идната година ќе продолжи со реализација на проектите поврзани со водоснабдувањето, но средства ќе има и за комунални дејности, уредување на градските гробишта, а ќе се инвестира и во бањата Кежовица. Јавното предпријатие ИСАР успешно ги реализираше сите планирани активности за 2016 година според програмата за работа. За 2017 година продолжуваат активностите за поставување и обновување на водоводните линии. Во 2017 година во секторот водовод и канализација се планира поставување на канализациона мрежа во населба Караорман. Ќе продолжиме во населба Караорман во должина од 1700 метра, ќе продолжиме ќе ставиме пивка вода за пиење во населба Балканска во должина од 1300 метри, ќе ги реконструираме водоводните линии во Пребек, на улица Скоевска, Славенска Пожега и другата улица овде што се наоѓа комплетно, ќе во населба Кадидера овде на Васил Дуганџиски, Личка и другите улици ќе биде комплетно заменет водоводот. Онаму каде што нема водовод, има слаб притисок, е предвидено исто да се овде се тоа реконструира, се тоа ќе биде во вредност од некаде 20 милиони денари, средства на јавното предпријатие ИСАР и средства на општина Штип. Во работната единица комунална хигиена, јавното предпријатие ИСАР ќе инвестира со нови возила. Комунална хигиена ќе набавиме две нови возила, ќе набавиме возила од 1,1 метар кумен за фрлање на смет, 5 метри кум и 5 метри кумни за фрлање на смет, ќе набавиме нов булдожер, ќе набавиме нов трактор, ќе набавиме нов камион и ќе набавиме ново каналџе за отпушување на канализациите, бидејќи постоечкото каналџе веќе не е дотраено. Во 2017 година исто така ќе бидат реализирани активности во градските гробишта, а ќе се реновира и подот во Бања Кежовица, но ќе се градат и нови простори за туристи. Општина Штип планира да изгради автобуски постојки од двете страни на регионалниот пат кај средното училиште Искра со цел учениците да бидат безбедни кога ги очекуваат автобусите да патуваат кон своите домови. Штипскиот градоначалник Илчо Захариев апелира фирмите да донираат за учениците во училиштето Искра. Учениците од Државното средно училиште за специјално образование и воспитание Искра бесплатно ќе ги користат услугите на градската бања Кежовица, а во текот на наредниот период општина Штип ќе изгради и две автобуски постојки на регионалниот пат Штип-Радовиш. Ова беше денеска договорено на средбата во кабинетот на штипскиот градоначалник Илчо Захариев, кој ги прими учениците по повод празникот Свети Никола
и пред новогодишните и божитни празници. Наскоро треба да поставиме автобуски постојки од двете страни, затоа што таму немаше автобуски постојки, децата мора безбедно да ги чекаат автобусите и превозот до местото од каде доаѓаат, бидејќи знаете дека тука има деца од сите градови во Источна и Југоисточна Македонија. Ние понатаму ќе го помагаме во училиште. Благодарам до граначалникот на општина Штип. Благодариме многу од сите ученици од Искра Штип. Захариев вели дека како локална власт целта им е да се создаде амбиент и услови за учениците од оваа училиште да имаат современи услови за престој и едукација. Учениците добија и подароци. Апелира фирмите да донираат, а во тек е и хуманитарна акција на Штипскиот универзитет со која се собираат средства за лична хигиена. Нашите ученици, како што споменав, во неколку наврати доаѓаат скоро 20 општини на Источна Македонија, претежно доаѓаат од социјални семејства, од дел од нив си од рурални средини со ниски примања на нивните родители, така да ваква помош во хигиенски средства е доброdoјдена за нашите ученици. Во текот на наредните денови Штипскиот граначалник најави дека по повод престојните празници ќе ги посети и децата во руралните средини. Во селото Врасаково ќе го посети и единственото дете во оваа село, кое има 18 месеци. Општина Штип ги повикува граѓаните да присуствуваат на јавната расправа за распоредување на средствата од буџетот на општината за наредната година. На 21 декември среда, значи утре, со почеток во 12 часот, во сала 1 на општина Штип, ќе се одржи јавна расправа за најновиот предлог буџет на локалната самоуправа за 2016 година. Традиционално општина Штип, како и секоја година и овој пат, ги повикува заинтересираните представници на урбаните заедници, на невладиниот и приватниот сектор, здруженијата на граѓани и сите други заинтересирани да бидат дел од јавната расправа на која ќе бидат презентирани годишните програми за работа на јавните предпријатија, како и на буџетот на општината, со цел евентуални предлози да можат да бидат вметнати и со самото тоа да се овозможи нивна реализација пред истиот да биде ставен на седница на Советот на општина Штип. Ова е воедно и дел од обврската која локалната самоуправа ја има преземено за да ги информира граѓаните каде и како се трошат нивните пари, а пред се во насока на отворено и транспарентно работење пред јавноста. Од овие причини упатуваме уште еднаш апел и повик до заинтересираните да бидат дел од јавната расправа и да дадат забелешки или сугестии за подобрување на буџетските ставки во интерес на граѓаните на Штип. Центарот за култура Ацо Шопов годинава за прв пат ќе додели признание на поединци и институции кои во текот на изминатиот период со настаник го промовирале името на Шопов. Денови на Ацо Шопов е насловена манифестацијата со која годинава ќе се одбележат 93 години од неговото раѓање. Со промоција на книгата Непрозирна светлина од штипскиот автор Благој Самоников започнаа овогодинешните денови на Ацо Шопов. Годинава Домот на култура за прв пат ќе додели признание на поединци институции кои во текот на изминатиот период со настани го промовирале името на Шопов. Годинава признанијата ќе ги добијат Благој Самоников, поетот од Штип, Народната библиотека Гоце Делчев од Штип и Друштвото на писателите од Македонија. Непрозирна светлина е најновата книга на штипјанецот Самоников, кој истовремено е и добитник на признанието Ацо Шопов. Јас можам да речем дека сум така да постојан соработник на Домот на културата, сум веќе во пензија, но во различни културни манифестации, особено, тоа го користам овој момент за Ацо Шопов, особено во афирмација токму на ликот и делото на Шопов, бидејќи спомен собата што ја оформивме овде во Домот, исто во непосредна соработка и помош на неговата сопруга, беше во времето кога јас веќе работев во Домот и таа задача со задоволство ја извршив. Признанијата на добитниците свечено ќе им бидат врачени во четврток, а истовремено ќе биде промовирано и CD со песни од Ацо Шопов. Денови на Ацо Шопов е манифестација со која годинава ќе се одбележат 93 години од неговото раѓање. За наредната година планирано е подмладување на кадарот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев.
Ректорот Блажо Боев истакна дека основна цел на раководството на универзитетот е студентите да добијат знаење кои ќе им користи во наредниве 30 години не само ним, туку и на заедницата. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев најави подмладување на наставниот кадар со цел студентите да добиваат квалитетно образование. Негова заложба ќе биде секој универзитетски професор да има и асистент, а токму ова е една од мерките за кој вели Боев ќе овозможи подигнување на нивото на студирањето на факултетите. Целта на секој млад човек, но и на универзитетите е да се добиваат дипломи кои ќе користат не само на студентите, туку и на заедницата во наредните децении. Јас се надевам дека имаме доволно знаење, јас се надевам дека имаме доволно визија да направиме од овој универзитет место каде што студенти ќе добиваат квалитетно знаење, квалитетно образование, квалитетни дипломи, не само листови хартија кои нема да значат ништо во општеството. Реков, тоа ќе биде најголемото, да кажеме, недоразбирање и срам за овој универзитет, доколку и не само за овој, доколку би го направил тоа. Затоа реков, сите мои сили што ги имам во себе, сето она знаење кој го располагам во моето, да кажеме, стекнато знаење на преку 35 години на универзитетите во Република Македонија, ќе бидат употребени во насока на заекнување на квалитетот на студиите на УГД, во заекнување на истражувачкиот профил на УГД. Боев забележа дека како универзитет ќе се трудат и наредната година да ги одржуваат инфраструктурните објекти, а како универзитет се отворени да се работуваат за проекти кои ќе го подигнат стандардот на студентите во делот на нивното сместување, исхраната и студентскиот живот. Еколошка кампања насловена "За луѓето се работи" денес се спроведе во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Штип. Низ игри без граници, учениците се надпреваруваа на тема екологија. Во рамки на еколошката кампања "За луѓето се работи" на Центарот за развој на Исочно-Планскиот регион, денес во Општинското основно училиште Гоце Делчев, учениците низ активности игри без граници се надпреваруваа во знаења поврзани со екологијата, а исто така се надпреваруваа и низ спортски игри. Игри без граници кои што ќе се одвива во 3 категории. Првата категорија е на знаења за заштита на природата, потоа имаме категорија на спортски игри и третата категорија е изработка на творби кои што се изработени од материјал кој што може да се рециклира. Еколошката едукација за учениците е застапена редовно. Овие еколошки активности ја подигнуваат нашата свест кон природата. Во текот на нашето образование имаме многу еколошки активности и еве овој проект е еден од нашите активности. Цртаме, твориме. Подигнувањето на свеста за зачувањето на природата е императивна потреба за младата популација. Работиме со најмладите на подигнување на свеста за потребата од зачувување на природата. Затоа што всушност и на младите им останува оваа природа која ние треба да ја зачуваме денес за да можеме да ја користиме понатаму. Има едно погрешно верување дека кога ја зачувуваме природата, тоа го правиме само заради природата, заради животните или заради растенијата кои се во природата, нели, флората и фауната. Меѓутоа, на крајот на краиштата го правиме за самите себе, бидејќи и младите, како и сите ние луѓето, сакаме да живееме во чиста и здрава средина. Еколошката кампања "За луѓето се работи" во Општинското основно училиште Гоце Делчев се реализираше со учество на ученици од сите училишта. Инаку проектот на Центарот за развој на Исочно-Планскиот регион е во рамки на програмата за зачувување на природата во Република Македонија во соработка со Швајцарската агенција за развој. Ракометниот клуб Текстилец од Штип по 20 пат ја одбележа традиционалната средба на генерациите. Успешниот пат ракометарите на Текстилец го трасираат со упорност и желба за успех, а на радост и задоволство на армијата нивни навивачи. Ракометното семејство на Текстилец од Штип заслужува респект, почит и внимание на целокупната спортска јавност. Традиционално веќе по 20 јубилејни пат раководството на Текстилец организира средба на генерациите. Манифестација можеби единствено ваков вид во Македонија. На крајот на секоја календарска година на Свети Никола,
Ракометари од сите генерации од сите страни на Македонија, па и пошироко, имаат за аманет да се соберат на едно место и во исто време во нивниот ракометен храм, односно во спортската сала на Основното училиште Тоша Арсов. Да се видат, да продискутираат, рекреативно да си ги одмерат силите и на крај на заеднички коктел сето тоа да го преточат во заедничко задоволство и славие. А секако неизбежен декор на овие средби се оние кои во формија текстилец му влеа надеж, вера и љубов која ракометната игра која трае ли трае. Како да ви кажам, некој кога гледам сега ракомет, дури жал ми е што сум се родил толку рано. 54 година, тогаш што дојдаа првите професори, учители ги викаваме ние тоа време, Хиро Прошев, тие Биле, Дулдуров, тие сите почнаа да научат ракомет. И така почнаме за една година, за другата година почнаа да се формират по школите, у секоја гимназија, у секоја школа средна, почнаа да се формират клубове по предпријатијата и формира се 56 или 57 лига, градска лига. И така, и почнахме да играме, времето беше сосема друго, ово време е време. Играме на шляка, играме у кал, имаме еден помпа да се мие, тај што остане по стадион, нема кој да му помпа, да се оде со калта. Така беше, сега е како добре. И едино само што сега жал ми е, искрено ви кажувам, што Штип, толку конфекции, толку мислам јаки бизнисмени, што не можат да донират, да направат една екипа, барем Штип да има со шо. Незаборавни се моментите кога се играше ракомет, кога немаше ама баш никакви услови. На шляка, жгура и вокал. И токму во такви услови изработен на ракометната карта на Македонија ракометниот клуб Текстилец. Овој ден е прво да кажам празник за мене, па и за моето семејство дома пошироко. И кој гледам овие мали деца, се сеќавам точно на 53-54 година, кога прв пат дојдов во додир, во допис со ракометната топка и кога се популаризираше ракометот со таква симпатија, што денеска се потврди да во Македонија ние имаме таков ракомет, со таква љубов сите го гледаме, навиваме и сме жалости кога загубиме на овие меѓународните надправи, посебно овие лигите на шампиони и така натаму. Секој нов спорт носи свој интерес, па така и ракометот тогаш привлекувал повеќе гледачи отколку фудбалот. Првиот надпрва што ги игравме во Штип пред наша публика во лигата беше против Струга и на 19 септември 58 година. Го памтам убаво, тој ден ми остана врез против Струга. Ги победиме 17-14 и од тогаш натака публиката ја присвоивме во градот. Се може да замислите, ако кажам дека повеќе имаше гледачи публика на ракомет отколку на брегалница. Мартин Поповски е најновото дете на Текстилец кој со своите игри го привлече вниманието на селекторот Лино Червар и заедно со Владко Митков ќе го красат македонскиот дрес на престојните тешки искушенија. Чувството е прекрасно, да се биде репрезентативец на Македонија е гордост, чест на секој спортист. Тоа е една цел во животот што мислам дека секој од овде сонува да достигне. Не следува едно светско првенство во Франција, кое што ќе биде многу тешко. Најнапред дека имаме некоја смена на генерации. Ќе биде малце потешко со помлади ракометари да се направи некој позначителен успех, но сепак ние веруваме во оваа генерација што следи, што доброва доаѓа. Веруваме во постарите играчи кои што останат и кои што ќе ни помогнат многу во тоа сигурно, ќе ни пренесат некое нивно знаење. И мислам дека со едни добри припреми кои што сега треба да ги работиме во Маврово, мислам дека може да се достигне некој солиден резултат за оваа генерација, која што направо доаѓа. Убаво е чувството кога знаеш дека паралелно со традицијата Мартин Поповски растеше и созреваше во квалитетен ракометар. Јас сум 22 години, почнав на 13-12 години. Мој претходно тренирав малку фудбал, се префорли во ракометот, среќен сум поради тоа. Овде тренирав 7 години, 7 години тренирав овде, потоа замина во Вардар. Моментално сум член на Вардар јуниор. Ова е едно богатство на градот, вака се собираме долго време, веќе можеби 20 години пред нас генерациите се имаат собирано. Мислам дека ова треба да продолжи, треба спортските луѓе во градот да го поддржат ова
и се надевам дека со тек на време ќе се поврати условите за работа во овој клуб и дека ракометот нема да згасне. Уште од сега раководството на Текстилец ќе се зафати со подготовките за најновиот јубилеј, 60 години од формирањето на Текстилец. Па нека им ја со среќа. Локалната самоуправа на Штип и Брегалничката епархија по четврти пат го организираат турнирот во мал фудбал Водици 2017. На турнирот ќе настапат 12 екипи, а пријавувањето трае до 24 декември. Традиционално во чест на празникот Водици, штипјани ќе можат да присуствуваат на турнир во мал фудбал, на кој ќе настапат екипи кои што негуваат интересен фудбал, зачинет со атрактивни голови. Во организација на општина Штип и Брегалничката епархија со своите покровители, градоначалник на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев и митрополитот Брегалнички господинот Иларион. Значи тие се заслужни за одржување на овој рейтинг на турнири во мал фудбал под наслов Водици 2017. Значи ова е четврти број турнир во наша организација и ја информирам пошироката спортска јавност дека на овој турнир учество ќе земат 12 екипи кои ќе бидат поделени по две групи по 6 и при разигравањето 4 екипи од понатаму, а 2 екипи од паѓаат, така да ќе го формираат на четвртфинале кој ќе донесе најквалитетни екипи. Значи љубителите на малиот фудбал ќе имаат уште една можност, ретка можност да дојдат во салата на основното училиште Тош Арсов и да ги проследат овие интересни надпревари. Верувам дека и актерите нема да останат должни, ќе има убави потези и убави голови. Кои се условите за настап на турнирот? До кога е рокот на пријавување и во кој термин ќе се одржи овој турнир Водици 2017? Па нема посебни услови, значи представниците на екипите веќе пријавија околу 10 екипи, значи има место само уште за 2 екипи, кои што ќе може да се пријават до 27 декември. Еве ќе ја замолам камерата ова да го регистрира. Значи ова се веќе пријавените екипи. До 27, значи има место само уште за 2 екипи да пријават и да учествуваат на турнирот. Инаку надпреварите ќе се одиграт, веќе кажа, во основното училиште Тош Арсов, 4 јануари почеток 18 часот. Пливачите на Челични од Штип има успешен настап на меѓународниот митинг во организација на клубот Пирин од Благоевград. Во конкуренција на преку 400 пливачи од Бугарија, Србија и Македонија, Челични освоија 3 бронзени медали. Пливачи од 20 клубови од Бугарија, Србија и Македонија настапија на пливачкиот митинг во организација на клубот Пирин во Благоевград. Како представници на македонското пливање настапија пливачите на клубот Челичи од Штип, кој во мощна силна конкуренција сепак се прикажа во добро светло. Освоени се 3 бронзени медали и тоа: Смилјан Нашков во дисциплината 50 метри крал, Антони Андоновски во дисциплината 50 метри пеперутка и штафетата на 4 пати 50 метри крал во состав Смилјан Нашков, Антони Андоновски, Иван Киров и Вероника Зашевска. Бе постигнат уште неколку добри пласмани. Антони Андоновски го освои четвртото место на 50 метри крал. Иван Киров беше четврти на 50 метри градно. Кирил Главев беше петти на 50 метри пеперутка. Христијан Јанко беше петти на 50 метри грбно и најмладиот Игнат Цанев беше петти на 50 метри крал. Матеј Трајчев го освои седмото место на 50 метри крал. Наградите и признанијата на пливачите им ги додели Нина Рангелова, една од најдобрите бугарски пливачки и учесник на Олимписките игри во Рио. Вечерва во Штип во рамките на футсал купот на Македонија ќе се одигра надпреварот помеѓу двете штипски екипи Мал Ајакс и Јастиво. Овој надпревар во мал фудбал ќе се одигра вечерва со почеток во 19 часот во спортската сала на основното училиште Тош Арсов во Штип. Толку во вторничното издание на информативната програма. Благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер.